возачка? Ти мислиш возачка така се зема? Ајде, седи возачка од нигде никаде, ги знаел знаците, знаел да вози. Малку е тоа, бе. Чекај малку. Треба да частиш таму екипата што ти е собрана во колата, што те вози така наречена комисија, еден ручек, едно виски, едно друго, ќе потфрлиш некој динар, ќе се снајдиш. Види, корупција го викане. Што корупција бе да му даеш на доктор 200 евра да те фати прекурет. Чекале 100 луѓе, ти тајно ќе го направиш, нема пред сите. Ти прави услуга човекот. Има 20 души пред тебе прекурет, тете опериса. И тоа за колку? За 200 евра. Ништо пари. Ајде се вака, драги мои. Дај да ја свртиме сега теоријата. Ајде нека дојде овде, на пример, во Македонија да живее швајцарец и да се снајди. Па нема да се снајди. Еве, замисли се појавува, мислам, за јас многу во фикција влегува. Швајцарец доброволно да дојдел во Македонија. Тоа е во старт невозможно. Ајде вака ќе направиме. Замисли ти прават некој тест период на некој лет од Скопје до Буенос Ајрес, пробен лет преку визе 1200 денари. Фаќаш 1200 денари, тргнуваш во Буенос Ајрес со бројани пари, пасошот и парите ти ги крадат. Шо преш ти во тој момент? Гарантирам дека македонец за недела дена овде на плоштад ќе си седи, кафе ќе пие и ќе ужива. Како? Па се снашол, бе, човек. Замисли, швајцарец да му се случи истото. Во Буенос Ајрес му ги украле парите, пасошот се му украле. Ќе се снајди? Шипак ќе се снајди. Ќе почне да се јавува по амбасади, да го повлечат амбасадите, Интерпол, хеликоптери ќе дојдат,